Да се прават постепени и обмислени промени, а не со брзање да се случуваат непоправливи грешки. Ова се коментарите на професорите за македонското образование. Директорката на Струмичката гимназија Невенка Стојанова вели дека мора да се пристапува со големо внимание на овој процес, затоа што дел од нашиот образовен систем е добар, не треба целосно да се заменува, туку само да се надградува. И да ви кажам, сум дошла до низа различни заклучоци. Тоа што мене ме радува е дека она што е најмногу потребно, а тоа е интелектуалниот потенцијал на децата и како го имаме. Значи, нашите ученици не само што не заостануваат за другите во исполнување на сите активности обврски во однос на било каков проект од било каква тема, туку се најчесто најбрзи, најкреативни, највешти во тоа што го спроведуваат. Сега, што пак од друга страна е тоа што нашите ученици ги прави најлоши написа тестирањата, најслаби во обидите да се запишат на реномирани универзитети во светот. Мислам дека тоа се должи, а тоа успеав и да си го потврдам на овие размени, на овие патувања, дека тоа се должи на неуспешните обиди за трансформација, успешна трансформација на нашиот образовен систем, кој, би кажала Кутриот, сите овие години е само едно експериментално глувче на разни модификации, експерименти, она што би можеле како позитивен пример да го земеме од земјите во кои што бевме, тоа се претежно земји од Европската Унија, е како без многу експериментирање, со почитување и на она што било добро и во минатите системи и превземање на истото, не отфрлање на се што било пред нас, да се дојде до еден успешен, интегриран образовен систем кој во фокусот ќе го има ученикот и во фокусот ќе го има учењето. Сличен е ставот и на професорката Софија Тошева, која како учесник во меѓународни образовни проекти имала можност да посети многу училишта низ Европа и да се запознае со различни образовни системи. Таа објаснува дека учениците воопшто не заостануваат за нивните европски врсници, туку проблемот треба да се бара на друго место. Значи има многу работи, се разбира, би било добро да сите наши училишта се опремени така како нивните, нели? Но се различно инвестира државата во образованието, кое што е многу битно. Секаде имаат многу повеќе ресурси, компјутери, повеќе компјутерски лаборатории, табли, да кажеме, нели, бели табли, смарт табли и така натаму. Веќе речиси, бевме и во Естонија, например, каде што класичната табла е веќе практично изфрлена. Нагледни средства, тоа е нешто што сите можеме, нели, на сите би ни било добре дојдено овде, но од друга страна пак не сметаме дека заостануваме во квалитетот на образованието, поради тоа што каде и да одиме, нашите ученици не представуваат во најдобро светло, многу добро знаат англиски да зборуваат, знаат да размислуваат и едноставно во многу надпревари кои што ги имаме, тие се едни од најдобрите. Значи, сме биле во вакви проекти со ученици од Португалија, од Германија, од Романија, од Италија, од Турција и секогаш наставниците се изненадени од нашите ученици и тоа не само, да кажеме, од темите кои што се работат, туку и од пошироки познавања кои што ги имат. Струмичките средношколци последниве години решаваат различни проблеми како дел од Еразмус Плюс програмите, во кои своји проекти има и гимназијата Јане Сандански. Велат дека имаат убави искуства и дека има што да се научи на ваквите размени. Мислам дека нема многу разлика во училиштата. Тука може би сме малку по-напредни со училиштето отколку во Турција. Таму в печаток ми дојде дека не користат интернет во школата, имат одредени апликации што им се забранати да користат, додека се во школа, во надвор можат. И другото е... Така исто. Да, исто.
Еразмус Плюс проектот во кој последно учествуваше гимназијата ги поврза со училишта од неколку европски земји, со кои партнерски работеа на платформа која предвидува хибридно образование, комбинација на онлайн и настава со физичко присуство.